Назад сме во отвореното студио 1, време како и секогаш посветено на анализата на оние најактуелни вести од светот и од регионот. Дејан Андоновиќ, добар ден. Добар ден. Така, ќе започнеме што она најмногу денеска може да се каже дека предизвикува внимание во светската јавност, оквалификувана и како историска посета на лидерот на Северна Кореја, случај, да, во Русија. Што може да се очекува позадина и веќе видовме дека во најголем дел од медиумите телохранителите на Ким Јонг Ун го имаат привлечено вниманието. Многу внимание, откако пристигна во Владивосток, веднаш пред тој да излезе од возот, излегоа неговите телохранители и почна да го чистат вагонот, од каде што треба да излезе, како гест дека, нели, тој бил чист, но кога патувал се испрљал, па сега кога ги излезе, како добар гостин со чисти, нели, со чисти мисли да влезе во Русија. Се разбира дека историска посета, ако се земе во предвид дека многу години претходно нема средба на релација севернокорејски претседател, руски претседател, особено Ким Јонг Ун, кој е на оваа позиција околу 8-9 години, прв пат се среќава со еден руски претседател, од друга страна самиот Путин кој е 20 години на чело на Русија, прв пат се среќава со севернокорејски лидер, што само укажува на фактот дека историски самит. Овој самит беше најавуван срамежливо изминатата недела како везна шпекулација дека Ама и некако виена посетата се уште со мистерија. Срамежливо беше, ќе кажам, најавувана, ако се земе во предвид дека наспроти онаа средба со другата суперсила, со Соединетите Американски држави и Доналд Трамп, која пред 2 месеца беше медиумски толку експонирана да се граничеше со холивудски спектакл, кога двајцата најголеми, би се рекло, непријатели Северна Кореја и Соединетите Американски држави се одважија да седнат и да преговараат, што беше шокантно во светската дипломатија, но и тука на некој начин и Трамп, кој важише за радикален и тврд човек, и Ким Јонг Ун, кој важи за диктатор, се седнаа со нели као непријатели, но оние фотки што успеавме да ги видиме од првиот самит беа толку пријателски да се врати некако вербата дека диалогот може сепак нели да направи нешто. Повторно имаше втор самит кој не помина како што треба и одедношка од нигде никаде Ким Јонг Ун одлучува да оди на другата страна да се ги види шансите, се со цел нели Северна Кореја да ги тргне тие санкции кои ги има повеќе од 50 години и поради што државата е на работна глад. Да, пред да продолжиме, Чаловски, ако дозволиш, со анализата да го погледнеме прилогот од колегите од Дескот на оваа тема и се враќаме назад во студиото со коментари. Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун пристигна во Владивосток, каде што беше пречекан со црвен тепих и почесен строј на руската гарда. Тој ќе се сретне со рускиот претседател Владимир Путин, а тема на разговорите ќе бидат мировните преговори на Корејскиот полуостров. Кога пристигна во Русија, беше забележано дека во делегацијата го нема неговиот најблизок соработник Ким Јонг Чол, кој беше главен преговарач со американскиот државен секретар Мајк Помпео за денуклеаризација на Северна Кореја. Како што јави јужнокорејската новинска агенција Јонхап, не се знае зошто е сменет од функцијата, а на неговото место е назначен Џан Кум Чол. Да, ова е интересна информација. Ако самиот каже, нели, одекна во светската јавност таа средба помеѓу Доналд Трамп и Ким Јонг Ун, нешто што не беше очекувано, особено нели предвестието не беше такво кога особено се нарекува и карактерите на председателите се неспојливи. Да, и нивните јавни реторики. Точно. Будалиот човек, па човекот ракета. Да, еден Обама кој беше умерен политичар американски не го ставаше ни под разно тој разговор да се види со севернокорејскиот диктатор како што го нарекуваше, одедношка еден Трамп. Најмалку очекувавме да се сретне со него. Сега се сретна со Доналд Трамп, меѓутоа во позадината на таа средба, во позадината на тие договори кои што ги правеа за денуклеаризација на Северна Кореја, има еден човек, еве во прилогот можевме да видиме, Ким Јонг Чол, човек кој што бил многу близок до Ким Јонг Ун, се до неодамна, до денес, да. Тој е човекот кој што со Мајк Помпео веројатно ги средувале деталите околу таа средба и сите оние договори кои што ги постигнуваат. При самата посета во Русија го отпушта токму тој човек. Каква игра може да биде ова на севернокорејскиот диктатор? Па првин да се земе во предвид дека е гест, дека како
Ким Јонг Ун се обиде со Соединетите Американски држави да преговара со свој еден тим. Тој тим, бидејќи не успеа да се договори, Ким Јонг Ун смета дека тие се неспособни, нема што со нив понатаму да игра, има друг тим кој му е за преговорите со Путин и со Русија, но ми се чини, тоа е шпекулација, се разбира, не можеме да знаеме 100% дека токму овој отпуштениот се согласил со Соединетите Американски држави, се согласил, значи, да им излезе во пресред на барањата на Соединетите Американски држави, а тоа е, ќе потсетам, се согласија и Ким Јонг Ун и Трамп дека треба да се денуклеаризира Корејскиот полуостров. Северна Кореја се согласи дека нема да прави нови балистички експерименти и тест вежби. За возврат на тоа Соединетите Американски држави, кои ќе потсетам долж границата помеѓу Северна и Јужна Кореја, Јужна Кореја е нивниот сојузник, има распоредено 72.000 војници, останати од Корејската војна, и секоја година традиционално правеше војни маневри, а знаеш, војни маневри кои се прават, никогаш не се знае дали е војна симулација или можеби почеток на копнена инвазија. Соединетите Американски држави првпат после 40 години, како возврат на тие неправење на тестирање на балистички ракети, ја суспендираше таа војна вежба. Меѓутоа, после тоа се изјавови. Беа тестирани повторно обиди на Ким Јонг Ун да прави тест ракети, поради што и пропаднаа преговорите. Тој отиде сега во Русија, а отпуштениот е бидејќи се согласил на она што не се согласуваше Северна Кореја, а тоа е целата нуклеарен воен арсенал кој го поседува Северна Кореја да го испорача во Соединетите Американски држави, што би било гарант дека Северна Кореја веќе никогаш нема да има нуклеарна технологија. Нешто што Соединетите Американски држави го бараа од Ким Јонг Ун, а тој го одби тоа и поради тоа на некој начин и пропадна овие преговори. Се разбира, ова се шпекулации, односно пишување на аналитичари, на видни добри познавачи на состојбите, но не можеме да тврдиме, нели, пошто тоа не сме биле таму, нели? Да, Антоновиќ, мислиш ли дека можеби ваквиот самит, односно средбата Путин-Ким е повеќе на некој начин парада, односно да се демонстрира, да речеме, од Северно Корејецот некаква порака кон Соединетите Американски држави во однос на заострените односи, или навистина нешто продуктивно би произлегло од ваквата средба, како и на политичко, така и на било какво ниво? Има два аспекта. Првиот аспект е дека Северна Кореја сака да им покаже на Соединетите Американски држави дека не се само они на светот суперсила и дека светот не зависи од нив. Ако не соработувам со вас, ќе соработувам со вашиот ривал. Тоа се околностите во светот. Од друга страна, јас неколку пати до сега повторив, руската дипломатија и рускиот претседател Путин, очигледно следејќи ги потезите изминатите месеци, ги пополнува сите дупки на американската дипломатија, односно ги пополнува дупките и прескокнувањата на Трамповата дипломатија, односно секаде каде што американците се обидуваат од позиција на суперсила да наметнат нешто и не успеваат, Русија тука влегува на некој начин од зад грб и им излегува во пресад на државите и така на некој начин ги заштитува и ги добива новите сојузници. Ке потсетам, тоа беше со Сирија. Ке потсетам дека и со други држави, као што е Венецуела. Американците буквално во моментов, или барем Трамп, не успеа нити Сирија да ја стават под свое, нити Венецуела, еве, нема веќе на посветските медиуми. Очигледно е дека американците таму не успеа, а веќе се гледа дека нема да успеат ни со Либија, а можеби и со Иран, што ќе го анализираме подоцна. Ќе повторам, русите сакаат да се видат тет-а-тет со Ким Јонг Ун, бидејќи ќе потсетам во моментов трае еден друг самит во Пекинг, каде што е Владимир Путин и рускиот лидер, ова кинескиот претседател, но Ким Јонг Ун не оди на тој самит, туку оди баш во Владивосток, на руска територија, да се види тет-а-тет со Владимир Путин и да види што може да направи, да пружи веројатно сојузништво, а за возврат да бидат симнати тие санкции, бидејќи ќе потсетам, Северна Кореја е на работна глад, нема ни храна, се соочува со суша, климата дополнително ја казни, така да севернокорејците се буквално на работна изгладнување и ќе мораат да се отворат, мора да паднат тие санкции, бидејќи во спротивно Северна Кореја може да доживее голема катастрофа како нација. Добро, во наредните денови сигурно, како ќе знаеме кои биле точките на кои што се разговарали, доколку се биле донесени некакви одлуки, ќе ги анализираме во студиото, ќе се префрлиме на една друга тема, тоа е
заострените санкции на Соединетите Американски држави кон Иран, односно иранскиот извоз на нафта. Овде имаме една ситуација во која што би сакал да одговориш на денот таму и натаму е хаос, но она што е интересно е што во јужниот дел на Ирак, во делот на Басра, каде што тоа е град во Ирак, каде што се нафтените наоѓалишта, се под контрола на американците и британците. Одиме понатаму, со Северна Кореја се обидува нешто да направат, сега го разговаравме таа тема, се обидува да се смират, не успеа, останува како тензија. Иран е следниот на кој американците сакаат конечно да ја урнат таа исламска власт во Техеран. Што ќе добијат на прашањето? Ќе добијат санкции, Иран да не може да извезува веќе својата нафта, а нафтата... А може ли на ваков начин да го нокаутираат? Буквално речено, Иран во овој однос. Дали можат? Може да направат голема штета, а од друга страна за возврат да не дојде до нафтена криза во светот, Соединетите Американски држави најавија дека Саудиска Арабија и Обединетите Арапски Емирати, двете држави кои се нивни главни сојузници, ќе го покријат недостатокот на иранската нафта на светските пазари. Но, ќе потсетам, еден од најголемите увезувачи на иранската нафта е токму Кина. Како на Кина ќе ја убедат, како ќе успеат да ја натераат Кина да не увезува иранска нафта. Од друга страна, пред влегувањето во студиото видов реакција на Европската унија, Коцијанчич, каде што рече дека нема да испочитуваат ова барање на Соединетите Американски држави. Европската унија не планира. Сега Доналд Трамп ми се чини или Вашингтон се соочува со уште еден условно речено непотребен пораз, нешто што бара премногу, а се гледа дека не може да го исполни, ако се земе во предвид дека доколку се ударат санкциите на Иран е огромна држава, има 100 милиони жители, има огромен потенцијал, еден од најголемите извознички на нафта во светот е, и она што е трагично можеби за Соединетите Американски држави, голем сојузник им е Русија и Кина. Така да не верувам дека ќе може Трамп и Соединетите Американски држави да направат нешто пожестоко, но може да направат нафтена криза во светот, а од нафтена криза се знае како последат дипломатските преговори. Ќе потсетам, Венецуела е извозник на нафта, таму има криза. Сирија, Ирак се извозници на нафта, таму има криза. Либија е извозник на нафта, таму има криза. Оне што и претходно разборувавме во отвореното студио 1, борбата за црното злато. Борбата за црното злато, кое ги диктира новите политики. Да, тоа веќе е нешто што е добро познато во јавноста. Ќе видиме како ќе оди, но она што е уште индикативно, а сум должен да го докажам за Иран, е тоа што низ Ормудскиот премин кој е под иранска контрола во Каспиското море, поминуваат огромни контингенти со нафта за светските пазари. Иранската армија се закани, односно морнарица, дека ќе го затвори Ормудскиот премин, така да нема да може да иде нафта ниту за Турција, која е НАТО земја, ќе потсетам, ниту за другите држави, кон Тајван, Кина, Јапонија и останато, што може да направи сериозен проблем. И констатацијата на Пекинг дека овој потег на Трамп може да донесе до нови насилства на Блискиот Исток. Да, тоа ми беше следното прашање во тој однос. Ако ова што го спомена сега се земе во обзир дека Кина е една од најголемите увезувачи на иранската нафта, од друга страна и врховниот ирански лидер денеска со став дека нема туку така да седат со скрстени раце, односно дека ќе има некаков поврат. Да, меѓутоа оно што е важно, може ли да се доведат до ситуација на вистина кинезите на некаков начин било каков да реагираат во однос на санкциите? Ако веќе не реагирале. Па јас не верувам дека Кина ќе ги послуша апелите, односно барањето, тоа не е ни апел, тоа е наредба на Доналд Трамп. Но исто така морам да потсетам дека големите сили како што е Кина, Русија и Соединетите Американски држави понекогаш ќе имаат и своји пресметки. Јас ќе потсетам дека можеби има некаков пазар направено, шпекулативно. Ќе потсетам дека Тајванскиот остров, за кој Кина се труди да го стави под своја управа, беше поддржуван од Соединетите Американски држави. Дури доколку кинезите сакаат да го нападнат Тајван и да го вратат на сила, Соединетите Американски држави пратија носачи на авиони да го бранат. Изминативе 5 години Соединетите Американски држави рекоа да, Тајван е ваш.
Можете да си го земете да биде во Кина, една држава со два системи, нели кинезите имаат комунистички систем, а Хонг Конг, Макао, бившите колонии на Кина и сега Тајван би биле капиталистички и не би било проблем. Што само упатува дека можеби големите направиле веќе некаков пазар, али нормално не можат на прва да реагираат. Но што се однесува до Кина, ми се чини дека е тоа најпроблематично, бидејќи Иран пред се е голема држава, не е ниту Ирак, ниту Сирија, ниту Либија. Иран е стара цивилизација, силна армија, многу постабилна, многу образована, има релации со некои европски држави, како што е Франција. Таму е исламската револуција, тие се шиитски муслимани и целата борба практично Јана е помеѓу шиитските муслимани кои се во Иран и сунитските арапи кои се во Саудиска Арабија, кои се големи ривали во сето тоа, во цел тој превлас на Блискиот Исток и дополнително што сакам да го кажам, а можеби малце ќе звучи дека не е во контекст, е Израел, еврејската држава која е со Иран, нема никакви дипломатски односи и кој ми се чини дека најголема конфронтација има на релација евреи шиитски муслимани. Таму победија десничари, Нетањаху по пети пат застана на премиерското место, а десничарите се залагаат да биде нападнат Иран воено и да биде урната таа власт во Техеран. Да, со оглед на глобалната политика и ништо затоа не е случајно. велам дека ако некаде испадне поголем конфликт, барем според моја проценка, тоа ќе биде во тој Персиски залив таму пред се нападот на Иран, за кој Соединетите Американски држави сакаат да го изведат, но се свесни дека е голема држава и дека многу тешко може да не може без да ја освојат, а има и мокни сојузници. Русите нема да седат со скрстени раце. Од оваа тема, се селиме во уште една тема која што го заслужува фокусот на случувањата, тоа е Шри-Ланка. Ако пред неколку недели, една-две недели, се жалеше низ целиот свет за пожарот во Нотр-Дам, нели, тука се активираа социјалните мрежи, сега уште посилно е со самоубиствените напади во Шри-Ланка, при кои загинаат 350. Секојдневно се зголемува билансот. Да. И сега се бара одговорност председателот на Шри-Ланка, Мајтрипала Сирисена. Да не шпекулираме со имења, малце се покомплицирани. Нападот во Шри-Ланка што покажува? Го враќа она што се случуваше пред 2 до 3 години, ќе потсетам, го враќа стравот кај обичните луѓе. Зошто се овие терористички напади опасни? Ние сме сведоци да видиме, сме гледале и вести по историјата кога цел на напад е председател, премиер, јавна личност, богаташ, тајкун. Па тогаш ќе каже обичниот човек, добро, познате таква позиција, фател морал и на тоа да размислува. Овде се работи за обичен народ. Кога се изведуваат терористички напади, а тоа е тренд кај терористите изминатиот период, е да се напаѓаат обични места, обични луѓе, цивилни, за да се внесе страв меѓу обичното население, да не сака да оди на море, да не сака да излезе надвор, да седат дома луѓето. И тоа е најголемата и најопасен тренд кој во моментов се случува со терористичките напади. Значи терористите изминатиот период се насочија буквално нападите да ги изведуваат врз прометни места, туристички места и обични луѓе. Ќе го потсетам нападот во Ница пред 2 години, каде што загинаа 40 луѓе, да потсетам, кои се шетаа по онаа главна променада, каде што со кола терорист, со камион терорист отиде и ги прегази. Луѓето тоа го гледаат и сваќаат дека тоа на секого може да му се случи. Тука влада на Шри-Ланка рече дека нас туризмот ни е најголем уносен бизнис, после ова све ќе пропадне, бидејќи кој ќе оди сега во Шри-Ланка на одмор. Тоа слично се случуваше и со Турција, нас не е малце поблиска, каде што имаше многу терористички напади и многу аранжмани беа откажувани. Што сакам да кажам, терористите почнаа полека да го плашат обичниот свет, да не иде на одмори, да не се шета, да не е слободен, туку да ги ослабне државите на некој начин, економијата. Колку има влијание Андоновиќ? Имаме и прилог на темава, ќе го погледнеме уште оваа мисла, па назад со заклучни поенти. Ако се земе во обзир, еве сега тамошните власти излегуваат со информации дека и бомбашите самоубици биле добро образовани. Се образувале во странски земји, биле финансиски независни. Од друга страна, исламска држава го превзе одговорноста, меѓутоа колку има влијание
токму таа стратегија што сега ја напомена на терористичките напади во последниот период, колку има влијание да се подготви целиот тој систем за напад, метите да се определат со образованието, присуството во странските земји, дали на некој начин од него да речеме обичен еден граѓанин кој што е верски фанатик решил дека ќе се само разнесе. Јана, да се изведе ваков терористички напад мора зад нив да стои некаква разузнавачка служба која ги подготвувала. Дали разузнавачка служба, дали некоја непријателска разузнавачка служба, делови од разузнавачка служба, тоа е веќе нешто што е енигма за која што не мора да биде поврзана со властите. Да, тоа беше всушност главното прашање. Јас у старт сакав да кажам дека прво како се случило овој терористички напад. Прва одговорност имаат разузнавачките служби на државата каде што се случило. Не може мене да ме убеди некој дека разузнавачката служба на Шри-Ланка или Интерпол или сите тие што соработуваат меѓу себе немале информации дека ќе се случи вакво нешто. Можда не. Затоа се бара одговорноста, тие имале, но не постапувале соодветно. FBI сега се јавија дека ќе помагале во истрагата, меѓутоа така. Јас повторно ќе кажам, требал некој да предупреди, се знаел тајмингот дека е туристичка сезона, се знаело колкав број на туристи имале. Зошто никој не реагирал? Тоа е првата одговорност. Втората одговорност е како сега истите тие што не знаеа информираат секојдневно, односно во час дека постојат уште четворица, како што велат, опасни терористи кои со експлозив. Да, стравуваат и од нови можни напади, всушност и премиерот. Како одеднаш кога ги најдоа 7 активни детонатори низ неколку локации во престолнината Коломбо. Се работи за некаква организирана акција, организиран напад и јас ќе кажам, не знам кои се мотивите, но еден од мотивите на модерниот тероризам е секако да се внесе страв меѓу обичните луѓе, да почне да има една ограничено движење на обичните луѓе, да и полека да почнува нели тоа у тој страв, бидејќи кај што има страв, полесно се владее. Го гледаме прилогот на темава, па се враќаме со заклучна поента. Премиерот на Шри-Ланка изјави дека во земјата се уште постои активна закана и луѓе со експлозиво бегство по серијата терористички напади во кои загинаа 359 луѓе. Во наредните 24 часа се планирани смени на челниците на одбранбените сили, затоа што, иако добиле предупредување, не реагирале за да ги спречат нападите. Полицијата на Шри-Ланка изврши контролирана експлозија на сомнителен мопед, кој се наоѓал во близина на популарно кино во Колумбо. Мопедот не содржал експлозив, но мерката е преземена поради предпазливост. Да. Ги слушнавме информациите, имавме можности да ги прокоментираме дел. И јас само бих прокоментирал, ќе потсетам дека исламската држава која презеде одговорноста за тој напад, некако ми дојде онаа изјава пред месец дена од страна на американските представници кои рекоа дека исламската држава е поразена, не постои веќе и дека нема потреба веќе да се борат против неа, бидејќи таа не постои. Сега исламската држава презеде одговорноста и само ќе потсетам, не знам во прилогот дали беше офатено, дека едно од главните причини за нападот у Шри-Ланка е наводната одмазда на исламската држава за оние 50 муслимани кои беа убиени свирепо во џамиите во Нов Зеланд, сакајќи да укажат дека одмаздата е нели крв за крв, око за око, што само дополнително прави, ќе кажам, еден страв кај обичниот народ. Ако имавме пред месец дена онакво свиреп масакр во верски објект во еден Нов Зеланд, кој важеше за држава која не знае што е криминал, а не тероризам, и сега контраударот некаде во Шри-Ланка, бидејќи тие земји се на географската карта многу далеко и немаат никаква поврзаност, само укажува на мојот сомнеж дека веројатно се работи за нешто поголемо и веројатно има за цел, повторно ќе кажам, тероризмот да внесе страв кај обичните луѓе, луѓето да бидат поисплашени, а со поисплашени луѓе полесно се владее. Да, истрагите ќе покажат кој е мотивот и конкретно нема да покажат. Јас знам дека и претходните тие, она за Брейвик ќе потсетам пред колку години не покаже истрагата. Ние не дознавме до ден денеска зошто Брейвик во Норвешка го изведе оној масакр врз 70 луѓе. Не го дознавме до ден денеска. Јавноста можеби не е дознала, меѓутоа од тие што требало да знаат. Да, ама јавноста страда, не страдаат тие од позади кои го прават тоа. Да. Беше тоа Дејан Андоновиќ, овде го завршуваме овој блок и анализа на информациите од светот. Овде правиме кратка пауза, со Јана се враќаме околу 17 часот.